Продолжуваме со вториот дел од вечерашната емисија. Уште едно мало подсетување, наш вечерашен гостин е Никола Божиновски, професор и основач на клубот ФМП Академија. Никола, во првиот дел од емисијата ја споменавте соработката со МТМ Кошаркарската лига. Па ќе може ли да ни кажете каква е соработката и колку сте задоволни од неа? Вака, да, ние учествуваме веќе трета година во МТМ Кошаркарската лига. Секоја година учествувавме со по две екипи. Соработката е одлична со организаторите на МТМ Кошаркарската лига. МТМ Кошаркарската лига е одлична промоција за нашиот клуб и воопшто за нашите деца. Ние користиме МТМ Кошаркарската лига за посебно и за голем маркетинг, за подобар маркетинг на нашиот клуб. Надпреварите се секоја недела, ги добиваме видеата и сликите од надпреварите. Ние исто така ги постираме на нашиот фан пејдж, ги постираме, па тамо децата може да ги земаат, да ги користат, па ги ставаат како профайл пикчер, ги користат, па може да ги видат нивните дедовци, најблиски, емисијата може да ја гледаат, да, родителите доколку не успеале да ја гледаат кога бил терминот за емисија. Така да одлична е соработката со МТМ лига. Супер, јас поддржувам се што се снима за децата, за да може тоа да остане како спомен, да имаат некаков спомен, за да можат сепак да се гледаат и нивниот доживљај се возбудени од надпреварот и од гостувањето во телевизија. Мислам што дошла телевизијата да го сними надпреварот. Исто тоа, самото тоа што после ќе ги има нели на телевизија и ќе може да се гледаат како што веќе точно, баш така. Па тој му кажува на своето другарче, еве, гледаме мене заедно, па тој ден во толку час. Па да, тој е возбуден многу. Одлично. Прекрасна е соработката со во МТМ Кошаркарската лига. Само да продолжи, да ја подигнеме на повисоко ниво, да биде уште повисоко организирана, имаме уште повеќе гости и екипи, мислам дека ќе биде уште подобро. Подигне на повисоко ниво. Секако. Покрај соработката со МТМ Кошаркарска лига, имате и соработка со Спортската академија. На кој начин соработувате со неа? Да, па скоро веќе точно една година, точно во месец април, една година сум вработен во Државното спортско училиште Спортска академија. Се наоѓа во факултетот за физичка култура или во средното училиште Методи Митевски Брицо. Тамо се одржуваат наставата. Тоа е специјализирано училиште за деца што се бават со спорт или што се потенцијални спортисти. Тамо членуваат околу 100 члена во кошаркарските паралелки. Имаме во школото паралелки за тенис, кошарка, ракомет и фудбал во моментот. Школото постои 4 години, оваа година прв пат ќе излезат матурантите. Секоја година школото се повеќе напредува. Мислам дека оваа година посебно најмногу ќе напредува. Резултатите од училиштето треба да се видат после неколку години. Во моментот во школото ја водат тренерите, менторите со директорот целата програма. Така, каква е програмата по која работите во училиштето? Во училиштето, значи, работиме во секоја година со различна програма. Во прва година во прва година, втора, трета и четврта, се со цел децата што треба да знаат во прва година, да бидат добро обучени, за да можат во втора да продолжат во процесот на развивање, во трета и во четврта да имаме веќе готов играч кој ќе може да излезе и да влезе во конкуренција на првотимските клубови што се надпреваруваат во нашата држава и странство. Така. А сметате ли дека треба да се направи некоја измена во програмата или пак да се вметнат некои новини? Во училиштето допрва ќе се менува
програми и ќе се вметнуваат уште многу новини. Значи школото е многу младо формирано, релативно ново, да, оваа година како школа и се регистриравме како посебна институција, очекуваме дека во иднина со нови планови проекти и ние имаме многу нереализирани проекти што ги имаме во моментот за школото и планови, очекуваме во следните месеци да се реализираат. Школото мислам дека ќе напредува како што ќе поминува годините и периодот. Допрва ќе видиме напредок. Така, со оглед на потребата што треба да се вметне, нели се гледа во годините како што минуваат, со оглед на тоа што споменавме дека е нели релативно ново училиште. Кажете ми, постои ли голема разлика во начинот на работата со децата од ФМП Академијата и со начинот на работа со децата од Спортската академија? Да, постои разлика заради тоа што децата во Спортската академија се избрани најдобрите деца што се надпреваруваат што најдобрите деца од Македонија. Тоа е некоја подобра селекција од екипите што се во нашиот матичен клуб во нашата школа. Значи во Спортската академија може да се запишат еден клас во цела Македонија и поради конкуренцијата што настанува и квалитетот е подобар на играчите, со тоа што е подобар квалитетот на играчите и квалитетот на тренингот може да биде подобар и повисок. Тоа е, мислам, разликата, структурата. Друга разлика, например, што во школската академија тренинзите се бесплатни и ги водат тренери од врвно ниво, а во нашите клубови во скоро сите децата плаќаат за да ги имаат истите тренинзи. Така, или како и во секој друг приватен. Да, како и во секој приватен клуб. Така. Ајде сега пак да се навратиме на клубот ФМП Академија, нешто повеќе да кажеме и за успесите на овој клуб. Кои се успесите од формирањето па до денес? Па да, од кога го формиравме кошаркарскиот клуб Академија ФМП, успех е за нас, освен што се надпреваруваме и во државното првенство и таму постигнуваме некакви резултати, најголеми успеси за нас во клубот се сметаат децата што ќе заминат и ќе го продолжат настапот од нашиот клуб во друг клуб. Така е случајот со Петар Огненовиќ, кој замина во Гросупје, Словенија и сега таму настапува веќе втора-трета година, одлично се развива. Таков и случај од минатата година е Марко Анастасов, кој замина во Белград, во Црвена звезда. Исто така им посакуваме многу среќа и успех на нашите членови и тоа е, мислам, најголем успех за нас како тренери, кога децата одат и го продолжуваат патот на повисоко ниво. Клубот во надпреварувачки аспект се надпреварувал и на неколку државни и на неколку меѓународни турнири. Има освоено во Словенија, во Гросупје во 2013 година, второ место за деца до 16 години и трето место за деца до 14 години. Исто така сме учествувале на турнир во Призрен. Таму исто сме играле финале, сме освоиле второ место во 2013 година. Во 2014 година во 2014 година на државно првенство за деца до 16 години игравме финале, загубивме од Водносанс. Наредната година завршивме со деца исто до 16 години трето место, бронзена медаља освоја избраниците на тренерот Александар Јованчев. И тие се моментално достигнувања за што сме ги постигнале на државното првенство во државните надпреварувања. Во моментов нашите највозрастна категорија на деца до 20 години играат полуфинале со екипата на Карпош Соколи овој викенд. Децата до 16 години и до 14 години играат во втора фаза плей-оф. Значи тука сме во топ 6 екипите што се надпреваруваат на државно првенство. Задоволни сме од настапот на
на децата, знаеме дека може секогаш повеќе, но се задоволуваме со моменталните резултати што ги постигнуваме. Со тоа што ние постоиме неколку години, мислам дека добар рейтинг добиваме кај противниците. Тоа е тоа, мислам, што се постигнува со работа. Секако, за неколку години успесите ќе бидат нели уште поголеми, повеќе години од постоењето на клубот и секако со поголеми успеси. Никола, еве како спортски работник, бидејќи сте на повеќе места поврзани со спортот, според вас каква е заинтересираноста децата за спортување, еве конкретно за кошарката? Периодично, значи кога кошаркарите постигнаа резултат на европското првенство, тогаш имаше наплив на деца во сите школи, не само во нашиот клуб, но во сите клубови. Многу деца сакаат да се занимаваат со кошарка во тој момент, па потоа ракометарите има некаков секој спорт што е во тренд на телевизија каде што децата го гледаат, така и мислам дека го прифаќаат и го користат. Во моментот опаѓа заинтересираноста на кошарка за жал кај децата. Не ја гледаме, причината се знае, децата се дома со таблет, со телефони, задоволни од повеќе работи во животот и веќе како и да ги мрзи да спортуваат и да се бават со спорт, не само со кошарка и за со другите спортови. Мислам дека ги губат навиките што ги имаат. Тие се стекнуваат тешко, но се губат навиките за спорт, многу лесно. Така во моментов мислам дека не е многу сјајна уписот на нови членови. Тие што сакаат, кошарка што ја сакаат кошарката како игра, тие се членови дали во нашиот клуб или во другите клубови. Така. Никола, покрај што сте основач на клубот Академија ФМП и што сте вработен во спортската академија, исто така имате и програма за работа со деца со интелектуална попреченост. Ајде нешто повеќе за оваа програма да ни кажете. Така, вклучени сме последниве неколку месеци во проект план за деца со интелектуална попреченост. Низ цела Македонија се одвива тој проект. Неколку имаме центри каде што се одвиваат тренинзите. Завршени беа во неколку центри во Струга, во Радовиш, во моментот се одвиваат во Куманово и во Скопје тренинзите. Се со цел дека од кога ќе завршат сите центри, ќе се собереме во Скопје на еден спектакл каде што децата со интелектуална попреченост од сите градови ќе одиграат еден ревијален надпревар и неколку игри и активности каде што ќе добијат некакви награди или некое дружење, еден вид на дружење. Значи, за децата во Скопје, што тренираме во моментот на машински факултет, секоја сабота во 15:30 часот, значи на машински факултет, работиме со децата со интелектуална попреченост, држиме еден тренинг од час и половина, таму се дружиме, се забавуваме, учиме за кошарката, се подготвуваме за овој настан што ќе биде во Скопје, да покажеме и да постигнеме подобар резултат од другите. Така, има ли заинтересираност од оваа група граѓани за оваа програма на работа? Заинтересираност, да ви кажам, има во моментот, имаме одлична група од 20 и нешто, но мислам дека може и повеќе, дека има и повеќе деца, не се само тие во Скопје 20 што доаѓаат, или дали само тие што сакаат кошарка. Мислам дека има повеќе, дали родителите не знаат, не се информирани за овој проект, дека постои такво нешто каде што можат они да се рекреираат, тоа бесплатно, ние сите помагаме тамо, секој член добива опрема, топка за тренинг. Мислам дека или не се информирани родителите, или па не сакаат нивните деца да ги пуштат со некакви предрасуди да се бават со спорт. Тие деца немаат проблем да се бават со спорт. Во моментот конкретно со кошарката одлично си поминуваме саат и пол. Јас навистина прекрасно си поминувам со тие деца
во сабота во 15:30, значи секој што сака, што може да учествува. Што треба да направи секој на кој што сака, кој што е заинтересиран, а не бил досега информиран дека постои ваква можност? Че слободно може да дојде на градежен факултет во 15:30 тренингот. За почеток еве да имаат нивна опрема, ние ја носам и во кола, можам и веднаш да им дадам опрема за тренингот, само да имаат желба и да сакаат да се дружат со децата и со нас еден вид на забава и низ забава, низ едукација, да пробаме да ги развиваме децата и да се развиваат нивните физички пред се потреби. Така. Никола, кои се вашите други ангажмани во областа на спортот? Па во моментот тоа е мојот ангажман, јас работам значи во Државното спортско училиште како професор ментор во спортската академија, тренер во кошаркарскиот клуб Академија ФМП. Значи секојдневно се тие активности, секој ден тренинг со академијата и приватно со кошаркарскиот клуб, и за викенд надпреварите се буквално цел ден е врзан со кошарката и со спортските активности, и за викенд со децата со интелектуална попреченост, буквално целиот ден, мислам дека целата недела е исполнета. Да, целата недела е исполнета со кошарка, со надпреварите кога се за викенд, бидејќи имаме 6 до 7 екипи, некога се патува во двата дена на многу правци, но тоа сме одбрале, тоа сакаме да го работиме и со многу желба и љубов го правиме. Така. И за крај на нашата вечерашна емисија да ни кажете кои се вашите планови за во иднина со Академијата ФМП? Нашите планови, моите планови за кошаркарскиот клуб Академија ФМП е еден ден кошаркарскиот клуб ФМП да се надпреварува во првата македонска лига со младинските играчи што ги создал во сопствената школа. Кошаркарскиот клуб можеби се и високи моите амбиции еден ден да игра Еврокуп, доколку е можно, сигурно, доколку има такви услови, да израсне клубот во една висока институција, респектабилна и рентабилна. Се надеваме. Така, сепак мора нели да се постави некоја цел за да се работи, за да се постигне таа цел? Сигурно, да, буквално. Никола, јас ќе ти се заблагодарам за вечерашното гостување и ќе ти посакам сите овие планови кои што ги покажа, кои што не ги кажа, да станат реалност во иднина. Ви се заблагодарувам и на вас што ме повикавте во емисија, што одвоивте време да поразговараме на сите теми. Се надевам Така се надам дека од нашиот разговор ги потикнавме оние родители кои што се уште ги немаат испратено некаде своите деца да спортуваат, дека ќе го направат нели вистинскиот избор и ќе ги пратат на било кој спорт. Да апелираме до родителите да ги ангажираат своите деца во било кој спорт, не мора да е тоа кошарка. Така. Да се бават децата, да имаме здрава нација, здраво тело, здрави навики. Така. Никола, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за одвоеното време. Останајте понатаму на нашата програма и имајте пријатна вечер.